Здраво и добро дојдовте уште едно видео, каде што ова видео ќе збориме малку за како изолираме, како добиваме чисти култури и некои диференцијални методи. Значи, во микробиологијата многу е важно да знаеме со што работиме, особено во клиничката микробиологија, каде што важно е да знаеме кој микроорганизам го имаме. Сега, например, кога сте од нешто болени, засејат одреден микроорганизам, и обично може за некои микроорганизми, кои се стандардизирани, да не речам, може од око да се види кој е микроорганизмот. Например, ова овдека, кога ќе се види ваков начин на растење, по пат на роење, се знае дека е протеус. И сега, тоа не е баш сигурна метода секогаш, знам, ова го видов еднашка, тоа и тоа е. Не мора да значи, бидејќи у микробиологијата, иако има одреден број на видови, може да си го погоди видот, ама не си го погодил сојот, бидејќи има голем број на соеви, за разлика од другите живи организми. И како што гледаме, многу се различни. Например, ова овдека е околу со бела боја. Ова, например, тука е... не е белата, добро. Жолто, ова, например, е портокало. Ова тука има некое црвено. И гледаме растат у различни шари. Овие се, например, мувли. Односно, мувли... мувли кои се од габи. Овие, колку што видов, овие се добиени од воздухот. Бидејќи у воздухот има многу спори од габи насекаде. Нормално, иако ги има овие, не се штетни за тебе, некои може да се штетни, ама се наоѓаат во воздухот, значи не можеш да ги избегнеш. Така, затоа кога ќе оставиш лебот, и го оставиш лебот, например имаш леб, така и тој фати мувла, фати Aspergillus nigrum, например фати некоја мувла, со сива боја, и сега кикаш кај мувлата да дојде, пешки мувлата до некаде, не, него спорите на мувлата се у воздухот, и сега они слетале на лебот, бидејќи лебот има доста скроб, и за тек на време, ако ништо не се направило, тие ќе почнат да се развиваат. Сега на почеток тоа е многу споро, бидејќи идат многу споро и размножувањето, бидејќи е логаритмиска функција, со тек на време ќе убрза и ќе се појави мувлата. Така да спорите на мувлите, например, се насекаде не може да ги избегнеш. Но интересно е ова, само да покажеме како изгледа. Например, тука исто имаме некои мувли. Ова, например, тука отпечаток од рака. Сега, нормално и на раката имаш многу бактерии, не дека се опасни, можда некоја е опасна, ама во многу мала концентрација на раката. Например, тука на другава слика имаме, например, овие жолтите, вика дека се Staphylococcus aureus, овие по-сивкастите се Streptococcus epidermis. Така да, некои може да се познаат од око, на некој начин, зависи на кој агар ги растеш. Например, ова е соен агар, овие може да се некои други, не знам. Ама не треба да се базираме на таа метода. Сега во природата, најчесто, значи имаме во природа некаде, популациите на микроорганизми се мешани. Значи има една од еден вид, има друг вид, трет вид и така натаму. Значи има многу видови. И сега тие се живеат во некои си односи, дали на комензализам или мутализам или компетитивни, значи овие може да се надпреваруваат со тие, например, портокалови и жолтови се живеат во заедница и така натаму. Значи имаат многу комплексни односи кои се многу важни во тие мешани популации, кои не се доволно проучени, ама, например, многу добра. Има се и се што. Може да се сосема различни видови да изгледаат исто на агар, така да многу е тешка детерминацијата, не е како некој живот, го гледаш и се гледа што е. Но затоа се прават, например, експерименти каде што ќе се изолираат видовите и точно ќе се знае кои се, пред се изолираат дадени видови, точно знаеме кои се и потоа ги ставиме во мешана популација, каде што знаеме кои се во мешана популација, бидејќи агарот бил стерилен, нема ништо и познато ние можеме да гледаме какви се односите помеѓу дадени микроорганизми, да правиме различни комбинации и така ќе дознаеме многу информации. Но сега да се задржиме како всушност ги изолираме тие од мешана популација, бидејќи нас важно ни е да добиеме чиста популација. Ајде сега да видиме како добиваме чиста култура од мешана популација. Значи, како што знаеме, чиста култура всушност треба да добиеме една клетка и од таа клетка добиеме многу делби и да се добие една популација која изградена само од една клетка, така кај што сите ќе бидат керки, односно клонови на една почетна мајка клетка. Сега за тоа првично го направиме, добро, треба да имаме мешана популација, но најпрвично треба да ја разредиме и потоа да изолираме. Например, имаме сега некоја прувета, каде што имаме бактерии, сега
да земам вака поголемо, и ова да го зголемам уште малце. И сега например имаме некои портокалови бактерии, имаме некои жолти, еве тука ставиме некоја виолетова, две црвени и некоја зелена. И се ова се случува во некој си раствор. Прво треба да ги разредиме, дали ќе го ставиме во поголема содржина, повеќе вода, или пак најчесто се користи методот на pour plate. Исто има и dilute plate, ама овој pour plate е например од кох. И сега земавме некој материјал, така имам само материјал во некоја епруветка и сега ќе земеме повеќе епруветки. Значи ќе земеме повеќе епруветки. Значи 2, 3, 4 и сите се наполнети нели со одреден раствор, агар, кој е на температура од 50 степени за да не се зацврсти. Веќе тој нели се зацврстуваше под 45 или така нешто беше. И поентата е ставаме првим почетен материјал, значи земавме тоа материјалот кој не беше, го ставивме, дали сме го земале од бунар, од некое млеко, од земја или што и да било, го ставиме во епруветка и помеѓу рацете, всушност ја вртиме епруветката, ја хомогенизираме да биде униформно распределен материјалот низ целиот раствор. И потоа земаме со еза. Значи езата е, ако не знаете што е, тоа е едно стапче, значи вака, не знам, поголемо. Тоа е едно стапче кое на крајот всушност има како една јамка и ова целото е метално за да можеме да го фламбираме, да го ставиме на пламен со цел да се стерилизира. Изимаме со таа јамка, значи материјал, и сега некои ќе се прикачат и после ми ја брцнуваме во наредната епрувета. И сега например во наредната епрувета сме ги пренеле, не знам, сме пренеле неколку зелени, неколку жолти и портокалови. Значи например црвени и виолетови не сме фатиле. Сега во наредниот пат истото тоа го повторуваме. Повторуваме пак. И сега во наредниот случај сме добиле две зелени, една жолта тука и некоја си портокалова. Добро, пак исти да ги добивме, ама не ги добивме портокаловите. И сега повторно го повторуваме тоа и на крај ќе добиеме например една зелена. Сега кога добивме една зелена, всушност сите овие епрувети ги засејуваме. Значи од секоја оваа епрувета всушност ја истураме, сега ќе видиме како тоа на слика, но всушност ја истураме во Петриев сад. Значи сите овие ги истураме во посебен Петриев сад. И ставаме агар, значи се истура овој материјал што е од епруветата, се става агар, да речеме да го направиме со портокалова боја. И се тоа се меша, значи се меша рачно. И на крај ќе се измеша и го оставаме тоа да порасне. Порасне, да се развијат културите и ќе видиме во кој Петриев сад всушност имаме чиста култура. Еве тука имаме сега на сликава. Ние се зборевме за pour plate или коковиот метод, ама има и spread plate кои се не се разликуваат до толку многу. Нормално се користат во разни случаи, но тоа е по веќе спецификации. Сега значи го земавме материјалот, го истуривме во првиот случај овдека на pour plate, го истуривме на празен Петриев сад, овдека во spread plate веќе сме ставиле агар, значи ова жолтото што е доле, тоа е веќе агар кој веќе дали бил ставен претходно. Сега ние ќе збориме за pour plate, ама се гледа од самата слика дека се као и да процесот. Го ставивме инокулумот, после ставаме агар, двете ги мешаме. И од кога ги мешаме, ќе се добијат колонии кои растат на површината на агорот и под површината на агорот. Во spread plate, бидејќи само го размачкуваме лево-десно на површината на агорот, секогаш растат над површината на агорот. Значи нема некој што се подола. Нареден метод за кој ќе збориме е streak plate, односно техника со потек. Значи повторно имаме провета, каде што имаме агар, во незе имаме одредени бактерии. Значи имаме некои жолти бактерии, имаме некои портокалови, и да земеме некои зелени бактерии и неколку црвенки бактерии. Сега, како работи streak plate? Значи земаме Петриев сад, значи земаме еден Петриев сад, сега го покажувам од горе, значи ако го гледаме на чело. Изимаме повторно
еза, ама не е ист на еза, значи исто е стапче, ама на врвот на ова стапче има всушност како игла. Значи игла е. Тоа е повторно е, ева како се јам. Ева, ќе направиме подебело да биде стапчето и на врвот всушност има една тенка како игла за зимање на материјалот. Може да се направи и со таа која беше со јамка, не мора, само тоа е манипулацијата само. Да. Избриши го тоа за иглата. Јана кај 3 нешто ќе јадам. Сега повторно зијаме материјал, значи со еза. Значи ја пак ќе ја нацртам. Значи езата беше едно стапче на кое на врвот има како јамка. Значи има јамка и ова е железно, за може да се фламбира, за може да се дезинфицира. Сега зијаме материјал и правиме покрети. Покретите ќе ги бележам со бела боја и после ќе ги прикажеме. Идат на овој начин, значи се почнува во едниот крај и вака се прават покрети, така? И после почнуваш вторите покрети да ги бележиме сега со сива боја. Ќе фатиш, ќе ја фламбираш, значи ја фламбираш езата. Сега е чиста, значи првиот покрет беше со, земениот инокулум. Вториот покрет, значи ја зимаш езата, ја фламбираш, тука е езата, ја фламбираш на пламен. Сега е дезинфицирана и сега повторно, сега не зимаш инокулум, него едноставно фаќаш од крајот од минатиот покрет. И само го развлекуваш. Значи го развлекуваш тој материјал. И само еднаш кога ќе го фатиш. И сега повторно ја фламбираш езата, значи повторно ја чистиш, ја стерилизираш на пламен. И сега фаќаш повторно од крајот на минатото. И пак развлекуваш. Потеси. Сега што се случува овдека? Да речеме сега ќе ги бележиме бактериите со ќе земам портокалова боја. Значи ќе земам два вида бактерии. На почеток како биле многу насобрани, бидејќи целото било со бактерии, значи беа многу насобрани на овдека. Сега ќе ставиме, не знам, црвени бактерии. Значи многу биле густо распределени, бидејќи првите покрети беа каде што езата беше инокулирана со материјалот од епруветата. Сега, бидејќи наредниот пат, всушност само го разредуваш ова. Значи го влечеш низ површината нагарот и сега клетки ќе бидат пораздалечени. Значи ќе бидат пораздалечени. Така. Сега ги земам и црвените и вака тука. По некој. И сега последниот пат ќе бидат толку раздалечени, една тука, една тука, една тука, една тука и црвените вака да ги ставиме. Ќе бидат толку раздалечени што од кога ќе ја ставиме да се инкубира, деловите кога ќе се развијат овдека, значи ова ќе стане поголемо, така, ова ќе стане поголемо и црвените ќе станат поголеми и така натаму. Деловите нема да се допираат еден со друг и на крај ќе можеме од вака израснати да земеме повторно со еза и да гребнеме всушност една од тие колонии и таа една колонија да ја префрлиме во нов Петриев сад, кој што е стерилен, и сега ќе расте само таа колонија. Значи ќе добиеме чиста култура. Ова е значи многу просто кажано, сега ќе видиме една слика како ќе изгледа растот овде. Сега тука ставив некои слики земени од интернет. На првата слика покажува како треба да идат покретите. И нели првиот чекор беше каде што е со езата земен материјалот, вториот чекор ја фламбиравме нели езата, па само почнавме од дадена локација и повторно после ја фламбиравме и пак почнавме од трета локација. И сега еве што се добива кога ќе израснат бактериите, како што можеме да видиме овдека некој што земал материјал. Првиот покрет бил вака, вториот покрет бил вака, третиот покрет бил вака, па вака и на крај вака. И сега гледаме на последниот покрет толку е разредено што сме добиле чиста култура. Значи имаме тука едно топче кое е само од еден вид бактерија, бидејќи растат во сите насоки еднакво, нормално дека ќе се добие кружна форма. Нормално нека секоја бактерија, ама најчесто е кружна, може да има така како зраковидна, ама има некој вид на сферична форма. Значи нема да биде коцка. Така. И од оваа после чиста култура, значи како што спомнав, зимаме повторно и засејуваме на нова
Петриевка и ќе порасне само таа култура. Значи ова е еден од начините и сега ќе разгледаме еден посебен начин, ако веќе ни е познато што треба да изолираме. Значи имаме една епрувета со некоја си мешана култура, значи овде имаме некоја мешана култура. И сега зимаме повеќе, да разполам ова. Зимаме повеќе петриевки, ќе ги нацртам вака како чело да ги гледаме, што поедноставно е. И сега поентата е, ќе ја земеме културата и ја засејуваме на една од петриевките, ама агарот на кој ја засејуваме е таков избран да може да го искористи само еден вид на бактерија. Веќе нели како што рековме, например тука имаме некои жолти бактерии, имаме некои портокалови бактерии и така натаму, ама секој од нив користи специфични хранливи материи. Да, некои користат заеднички, некои користат различни и така натаму, ама ако знаеме што треба да изолираме, пред треба да ги изолираме портокаловите, и знаеме дека портокаловите јадат, не знам, лактоза само. И тоа што ќе направиме еден агар кај што ќе има само лактоза. И ние од кога ќе засееме, значи ќе засееме и портокалови, и жолти, жолтите ќе не може да се исхрануваат и на некој начин ќе изумрат и ќе останат само портокаловите. Значи многу проста идеја, така, но работи. И сега нормално може да има и некои други микроорганизми кои исто ја користат лактозата, па да добиеме некои други бактерии, нема да знаеме кои се. Тоа што ќе треба уште една диференцијација, некој друг обогатен медиум да се додаде. И сега сепак тука постои малце терминологија разлика, значи селективен медиум е каде што агарот, значи содржи агенси кои инхибираат раст на една група микроорганизми, додека го стимулираат растот на друга група микроорганизми. Например, го стимулираат растот на, например, портокаловиве, а го инхибираат растот на жолтите. И кога ќе ја засееме, ќе добиеме само портокалови. Имаме диференцијални медиуми, значи диференцијален медиум, каде што при одредени биохемиски реакции ќе покаже дадена боја. Значи ако имаме портокалова бактерија, ќе се обои, не знам, тука зелено и ќе знаеме дека имаме таа и таа бактерија. Или пак како што реков, може да биде обогатен медиумот, во овој тука случај кај што ќе биде застапена една хранлива материја и одредена бактерија ќе доминира. Сега ако има сакаме да изолираме поголем број на бактерии кои користат истиот медиум, тоа што всушност ги засејуваме на краевите и за да бидат подалеку едни од други, за да пораснат и портокаловите, и црвените, и жолтите, например, кои користат истиот медиум. Зашто во првиот случај ги засеавме толку близу што едните ќе станат подоминантни и со тек на време црвените ќе изумрат, ќе станат само портокаловите. Така бидејќи се подоминантни. Ама ако сакаме да ги изолираме сите кои го користат тој медиум, например овде како беше лактоза, сакаме да ги изолираме сите кои користат лактоза, тогаш ќе ги засееме на страна за да не се компетитивни едни со други. Добро, тоа беше се, надам дека научивте нешто, нормално постојат и многу други методи во микробиологијата, но вие се тие што треба да ги знаете и ќе се видиме во наредното